Денеска, како шеф на опозицијата, сум со најдобри намери овде присутен за да испорачам помош и препорака до владата да заедно одредени работи ги решиме во интерес на нашите граѓани. Состојбите во Македонија со грозјето се катастрофални. Тиквешијата е во немилост и навистина на нашиот народ му треба помош. Верувам и дека во малите региони, каде што во моментот се бере грозјето и се пласира на откупните пунктови, исти случај. Тиквешкиот регион годишно произведува некои 130 милиони килограми црно и бело вино. Од прилика 50 до 60 милиони килограми е црно и 50 до 60 милиони килограми е бело вино. Она што досега е очекување дека пола од грозјето нема да се откупи. И тоа е само по себе сериозен индикатор дека овој наш народ ќе остане без пласиран род и без пари за своја собствена екзистенција. Извршителите, банките, аптеките за препаратите и слично не ги чекаат. Тие веднаш инкасираат и тргнуваат со наплата на своите побарувања. Се работи за нашиот народ. Овде сме денеска да испратиме порака до владата на Република Македонија. Еве за некои работи да застанеме заедно. Директно ја охрабруваме владата да направи интервентен откуп на овие 50 милиони килограми црно и бело грозје кои што се останати во Тиквешкиот крај по цела Македонија да бидат откупени. Се работи за интервенција од не повеќе од 10 милиони евра. Самото панорамско тркало е 18 милиони евра, ако не и повеќе. Сите овие непродуктивни трошици кои што се трошат одат во неповрат. Имаме живи луѓе, наши граѓани на кои што треба да им помогнеме. Јас верувам дека ќе се смогнат сили директно да се интервенира и да се откупи ова грозје и таму каде што има простор да се складира, за да може дел по дел да се обработи во вино и да биде продадено на пазарите ширум светот. Само на овој начин може овде да се помогне. Ветувањето последно страна на владата е дека доколку откупните пунктови откупат повеќе од 60% од грозјето, ќе дадат 3 денари субвенции на откупните пунктови. Верувам дека е стимулирачка мерка, но не дава резултат. Еве откупните пунктови се затворени ширум Македонија. Лозарите се по 2, 3, 4 дена чекат пред откупните пунктови, не може да го продадат својот род, а ако падне уште една слана, ако падне уште еден дош, родот отиде на земја. Ќе го изгубат тоа за што работеле цела година, за што се трудиле и од што ги гледат своите семејства. Ова е последна година во Република Македонија каде што ќе останат лозарите незаштитени. После декември државата директно ќе биде вклучена со интервентен откуп во организација на пласманот на земјоделското производство, така и на грозјето. Тоа значи дека 30 дена пред откупот ќе се знаат цените. Субвенциите ќе дојдат навремено и тоа во февруари, најдоцна март, кога им требат на лозарите. Државата ќе формира посебни агенции за грозје, за градинарски производи, за овоштарски производи, за житото, за тутунот, каде што директно ќе биде партнер и со земјоделските производители и со откупувачите. Ние во Македонија имаме нешто што е наша предност и наша вредност, а тоа е работливиот народ и ова земјоделско производство. Мораме директно да интервенираме ако сакат нашите граѓани да гледат иднина во Република Македонија.